Цивил медија. Кој е вашиот став за предлогот да се изостави графата за етничка припадност на предстојниот попис? Бидејќи имам долгогодишно искуство во учество на пописите и во сите 5 пописи што сум учествувал, па и во 6-тиот, претходните кај што нема учествувал и таму, во сите пописи графата на етничка припадност е застапена во самите пописи. И таа графа на етничка припадност е од времето кога е поставувана, бидејќи да состојбите во државите и во светот биле таква, каде што се барале одредени состојби да се види каде се и што се. Меѓутоа, во низа мои активности, и претходно и сега, е следното, дека пописот не е актуелно прашање само за етничката припадност, каде што се поставува секогаш, или пак дека дали мора или треба е друго прашање. Во пописот реков дека има низа други прашања, 60 со 200 модалитети, кои што би се содржале секако во самите, да речем, спроведување активности на попис, кон самиот граѓани што треба да ги даде и не треба толку да се става акцент и белешка само на етничката припадност. Прво мојот став е, бидејќи тоа го дава и самите препораки, каде што во етнокултурните карактеристики на попис, во препораките, стои дека етнокултурните карактеристики на етничка припадност, религија или вероисповед и мајчин јазик се споредни белези во пописот. Тоа значи, како прво, не ја обврзуваат земјата што спроведува попис да ги има како главен белег или задолжителен. Во препораките на Обединетите нации, Економскиот и социјалниот совет велат со резолуција донесена на 10 јуни 2015 година дека земите членки на Обединетите нации се обврзуваат и се задолжуваат во рок од 10 години да спроведат најмалку еден попис. Значи, задолженијата се едно, главните белези се друго, спорите се нешто трето. Тоа значи дека треба да се отвори една поширока расправа на сето на што значи етничка припадност и кои се потребите. А за мене лично кажувам дека тоа како прво треба добро да се омисли предлагачот од надежните институции, од владата и од парламентот, во која функција се истите. Од аспект да се провери кои се обврските што произлегуваат од таа етничка припадност во држава, конкретно кај нас, во однос на застапеноста во уставот во некои членови дали не обврзува, во однос на низа закони кои што се во државава и во однос на примерно во парламентот на банетеровото гласање. Значи, дали сето тоа има влијание или нема на потребата да има етничка припадност во пописот или да нема. Затоа тоа бара, за мене личниот став е прво дека треба поширока расправа од потребите, испитување, реков, на овие сите активности, за да може да се види на вистина која е потреба. Ако одиме и на вработеноста, на одредени проценти со кои се бара, ако не се спроведе тоа со пописи, тоа ќе го нема. Тоа затоа велам, обврските се големи на сите подготовки, на јавната расправа, на стручната јавност, на науката, да се види од овие потреби кои што ги има, за да се најде. Но, значи од моето искуство што говорам наназад, да се посветува внимание толку многу на етничката припадност, а да се занемерат други белези и карактеристики кои што ги има во самиот попис, тоа го доведе неминуно и од она што кој сме, колку сме, кај сме и во незавршување успешно на пописот од 2011 година, каде што се бориме, треба да се бориме за перспективите каква ќе не биде иднината во држава. Од сите аспекти, не само од еден аспект. Од тука произлегува, мене лично да кажам не ми смета ништо како етничка припадност која што има. Неспоредно е дека и вероисповедта и мајчиниот јазик се актуелни, меѓутоа искуството ми е големо, сум наидувал на разни примери, на разни ситуации, на мешовити бракови, на различни етнички припадности, каде што доаѓа до одредени согласености или овој припаѓа на мене, овој припаѓа на овој и да се обрне внимание на сето тоа, бидејќи тоа можам да го говорам и на самите учесници или на пример
веднаш можам да го кажам, несогласувањето во Државната пописна комисија во 2011 година и со поднесување на оставките едно друго, дојде токму ради ова прашање. Едно е прашањето што е методолошки решено и со препораки што значи население во земјата и во странство, е широка проблематика на дефиниции, стандарди и класификации кои што се користат во самиот попис. Тоа е посебно нешто за говорење, бидејќи тука има 20-30 документи кои што служат во пописот, кои што треба да се применат. Тоа значи и ова е едно од тие прашања, не е само едно и суштествено, каде што дојде до поделба на мислења и поделба на етничките припадности ради усогласеност на сето ова, и затоа доведе до одредени состојби во однос на толкувањето на одредени прашања кои што ги имаш. Така да вниманието е повеќе свртено кон тоа и деновиве, бидејќи од сознанијата законот за попис треба веќе доди во владата на Република Македонија. Составот на владата го знаеме, составот на парламентот го знаеме, меѓутоа тие сепак велат политичките партии да седнат и да се договорат каков ќе биде конечниот резултат, не зависи од добри мислење да се слушне само од поединци, него стварно од интерес на државата. Затоа сметам дека тоа треба да се отвори поширока расправа со граѓанскиот сектор, со невладините организации, со науката, со академијата и така натаму, за да сето тоа даде интерес на државата кој што бил во функција и кој што би се користил во иднина. Цивил медија